Osamica! Što stojite? Daj rabota! Kako ќе издржиме ако не повикаат в канцеларија пак? Затоа размислувај кој ќе те повика. Секоја ноќ на стража се појавувал Маки со камшик и сеедно исто те прашувал. Како се викаш? Од каде си? Мавал и прашувал. Мавал и прашувал. Ако си на стражи, ако дојде, ќе издржиш. Ќе издржиш. Ќе издржиш пред мајарот, а пред Маки. И се тоа заради еден мочан потпис. Кој те запира да потпишеш? Нели беше кај мајарот? Зошто прашуваш кога знаеш? Се врати исправен од таму како никој досега. Донети ме обвинуваш. Најпосли подобро ќе беше да потпишам. Јас не сум комунист, мил ми е животот. По нашето село, поп и учител никако не успеале да напикат. Бричани без мантија го вратиле попот. А учителот со камења го набркале. И што да потпише? Ајде да потпиши дека си коњ кога не си коњ. Достатно не помага. Оставете ме, можам сам да се грижам за себе. Тој! За цртот има извоче, донесете ги матарките. Обргу. Ќе одиме по вода со Маки. Каде се другите? Замина. Пелен рече дека знае каде. Ако, ќе ги најдеме таму. По мене! А вие, значи, наполнивте. И веќе се напивме, господине подпоручниче. Оставете ги матарките. Собујте ги чевлите. И трк до сртот и назад. Обргу. Вие троица, за да им биде меко кога ќе се вратат, истолчите малку камења. Ајде!
Сега засучете ги ногавиците и повелете со колената врз она килимче. А? Милост, ќе потпишам. Потпишеш? Ке потпишеш? Добро. Таму. Испружете ги рацете. А вие ставете им по еден камен. Поголем. Сега ќе се вратиме. Војот камен го носам, комши. Не застанува.